Роден ден на студентите. Со мене Александар Николовски, председател на Универзитетското собрание на УКИ. Добро утро. Добро утро. И благодарам за поканата. Денов, верувам, за вас важен, ке го одбележите или веќе го одбележивте, па ајде може да започнеме со тоа, каков е студентскиот стандард? Вака, најпрвен да им го честитам меѓународниот ден на студентите, на сите студенти. Јас како ново избран председател пред 2 недели скоро, прв настан имавме вчера, го одбележавме меѓународниот ден на студентите, каде што сите факултети се собравме, имавме представници од владата, од Министерство за образование, имавме од клубот на млади пратеници, така што покажавме едно единство меѓу студентите и меѓу институциите, па од тој момент да почне веќе подобра соработка за подобрување на студентскиот стандард. Иницииравме средба со Министерството за образование и наука, каде што треба да разговараме за подобрување на студентскиот стандард во делот на студентските стипендии, студентскиот оброк и веќе најавената реконструкција на студентските домови, која што се уште не е започната за жал. Тоа ви се клучните цели? Тоа ни се клучни цели, исто така за подобрување на студентскиот стандард не се само тие аспекти важни, важен е аспектот на студентската координација, комуникација и дружба, бидејќи студентите меѓу себе треба да комуницираат за утре кога ќе завршат со студиите, тие конекции да им овозможат понатамошен развој кариерен и животен, бидејќи тие пријателства остануваат до крај. Добро, како го оценувате сега студентскиот стандард? Моментално студентскиот стандард според мене не е на задоволително ниво заради првичните услови во студентските домови. Нема право секој студент да добие соба, знаеме како одат тие работи при апликација за соби во студентските домови. На тој дел треба да се поработи и затоа и ќе имаме средба и во владата, од каде што не поканија, што морам да ги пофалам, веќе една недела од кога ми избра, не поканија да разговараме кои се нашите цели за да се подобрат младинските политики. Ги фалите затоа што се отворени за соработка? Затоа што ви пружаат рака или затоа што верувате дека ќе помогнат? Јас сум оптимист по природа и мислам дека доколку ние активно се бориме за она што ни треба, дека ќе го добиеме тоа. Добро, ја очекувам и колешката Симона на линк од другата страна, па да видиме што велат студентите, колегите од режија ќе ми кажат кога ќе биде подготвена. Подготвена ние Симона. Ајде да видиме дали ова што го велите и вашите заложби, дали студентите велат дека се задоволни од истите, што ќе кажат тие за студентскиот стандард и што им е потребно. Симона, повели. Благодарам Јована за најавата, да како што може да се примети, ние сме во дворот на Универзитетот Свети Кирил и Методи пред економскиот факултет, затоа што мојата денешна соговорничка е токму таму студент. Веднаш ќе напоменам дека во добро време го избравме ова вклучување, затоа што веќе ви тек колоквиумската недела и во Олтовска со мене утрово и ви благодарам што издвоивте време во испитна, во колоквиумска недела и добро дојдовте во Македонија. Добро ве најдов. Да. Студент сте на економскиот факултет веќе подолго време, односно втора година, па сите дилеми на средношколците се што да одберат и како да продолжат понатака со образованието, зашто го одбравте економскиот факултет? Па јас лично за мене немав некоја желба што сакам да бидам во животот, сакав да имам некоја струка, па се запишав средно медицинско, поточно забен техничар. Таму едноставно не се пронајдов вработејќи праксата. Почнав да работам како туристички пратител и сватив колку многу ми исполнува сето тоа комуникацијата со луѓе и продажбата. Требаше да излезам од својата комфорт зона, сосема да променам нешто, се запишам на економски факултет, што е нешто сосема различно. Тука многу се пронајдов и во мојот смер маркетинг, што лично за мене мислам дека е доста просперитетен. Денот, меѓународниот ден на студентите е посветен за студентска солидарност и за страственост кон знаењето, па ете како студент имате искуство веќе 2 години споменав, што е она што би требало да се промени можеби на државните факултети и какви предизвици имате во однос на делот можеби со професори, со сите оние други активности кои што морате да ги направите при запишување нови испити и слично. Па предизвикот е тој како и за сите студенти да се положи се на време, што не е невозможно, но од друга страна треба да се падне за да се стане да се доживее успех. Тоа е општото правило на животот, почнувајќи го тоа истото да го учиме на факултет. Не е страшно ништо да се падне. Предизвикот мислам дека е за сите да имаме подобри оцени, да можеме да фатиме некој добар проект како што е на пример Размус, стипендијата тука многу не мотивира и секако побрзо завршување со цел запишување на мастер.
Понатаму, зошто... Има ли нешто што според вас треба да се промени за подобро да се функционира на самите факултети? Дали е тоа од аспект на запишување предмети и сите административни обврски кои што ги имате и покрај учењето, или едноставно сметаш дека ваквото функционирање е сосем окей? Па според мене во ова функционирање сосем окей, тоа со врските што еден студент мора да си ги заврши при самиот упис, а она што сметам дека треба да се промени на државните факултети е воведувањето повеќе на пракса, бидејќи имаме ние многу знаење од страна на теоријата, но после завршетокот на факултет доаѓа вработување, каде што ќе бидеме ние вработени, бодувани, унапредувани и повеќе плата би имале, доколку повеќе практично го знаеме истото да го кажеме или пак да го сработиме, и затоа мислам дека треба повеќе да се воведува пракса. Друго нешто што мислам дека треба да се воведе е тоа предавање за професорите, бидејќи има постојано нови методи, техники низ целиот свет за подобро предавање и предавање за учениците за општата култура, бидејќи е многу ниска кај нас. Не може некој доктор да застане во амфитеатар да пробува своето знаење да го предаде на сите, а ние само да седиме на телефони, да се шушкаме, да зборуваме или пак да дремеме. Да, што би значило дека обострано е во однос на професорите и студентите. Ива, не би те задржувала уште долго, затоа што во 11 веќе имаш испит. Кој предмет полагаш денес? Основи на менеджмент. Да, ти посакувам да вистина многу среќа и да положиш како и се досега. Благодарам што беше дел од Македонија наутро. И ова на тоа би било се за денешното вклучување по повод меѓународниот ден на студентите. Од она што Ива како студент на економскиот факултет ни издвои е дека може би се потребни некои промени, меѓутоа ваквото функционирање е добро и за студентите и целокупно за студентската фела. Симона, благодарам. Еве продолжуваме со Александар, председателот на Универзитетското собрание, така беше при УКИМ, точниот назив. Продолжуваме понатаму. Велите, студентката слушнавте Ива, во случајот велите таа оптимист, исто како мене оптимист. Од една страна се обврските на студентите, од друга страна се можностите и заложбите и вие како Универзитетско собрание, кои што ги правите, се разбира во соработка со институциите. Што ќе реплицираме на ова што го кажа, иако делуваше многу оптимистички дека се е во ред, но каде конкретно треба да се поправи? Што правите вие како собрание? Има моменти на кај што треба да се чепка, например, во студиските програми. Тие се обновуваат на секои 3 години, но проблемот лежи во неусогласеноста со потребите на пазарот на труд, исто така во делот на практична настава, која што на некои факултети не е задолжителна. Мојата идеја е предлагање на практична настава која што ќе биде во текот на студиите, а не во текот на летото, заради тоа што наместо да се изучуваат изборни предмети кои што не се толку потребни, само се додатен материјал и не се суштински, подобро да се оди на пракса и да се види реалноста, реалниот бизнис како функционира, се со цел полесно согласување, по завршување на студиите веднаш да бидете спремни за да постигнете поголеми успеси. Сега студентите кога завршуваат дипломски студии, они почнуваат како практиканти на некои работни места, што е жално, затоа што ти веќе си дипломиран економист и треба да имаш искуство, еве, јас сум економист и треба веќе во делот на економија да имаш искуство и знаења за да почнеш како нормален работник, а не како практикант. Ако ништо друго, треба да имаш искуство во работна средина. Да, да имаш спознаено комуникацијски... Што се случи со тој како се за кариера, како беше насловено, како беше Центар за кариера. Центар за кариера беше тоа. Што се случи со тоа? Вака, значи УКИМ има основано Центар за кариера пред 2 години од прилика и на нашиот факултет, значи на секоја единица на факултетите. Конкретно, пред да бидам председател на Универзитетското студентско собрание, јас бев председател на економски факултет, на студентско собрание, бидејќи така функционираат по факултети. И ланската година, ние како факултетско собрание, заедно со Центарот за кариера, ние иницииравме практична настава за студенти и во текот на зимскиот период има пауза меѓу јануари и март, каде што ако завршиш со испитите, колоквиумите на време, можеш да одиш, имаш месец дена слободни за да отидеш на пракса. И ни се пријавија, имавме опција за зимото, имавме опции за летото, околу 100 студенти ни се пријавија, ни испратија CV, претходно имавме работилници како да се изработи CV, така што при наша иницијатива тоа се случуваше. Претходно беше... Тоа е солидна бројка. Да, солидна бројка е затоа што... Зошто сега тоа да не функционира? А кога зборуваме дека е важно, велите ќе биде ваша заложба. Да, на ниво на УКИМ ние сега исто ќе го правиме, тоа е план. Значи,
завчера изгласавме комисија за кариерен развој, која што во соработка со Центарот за кариера заедно ќе спроведуваме обуки за сиви, за меки вештини, зашто меките вештини се оние клучни за ти добро да се покажеш на работното место, бидејќи без нив, иако имаш некои аналитички вештини, не може да ти почне денот без да кажеш добро утро, како си, да сврзеш некаков нормален муабет, бидејќи такви мали работи прават па добри соработки. Така што ние ќе инициираме практична настава за сите студенти, па тоа да стане пракса, а понатаму преку измена на програмите ќе инициираме да бидат праксата како задолжителна во текот на студискиот период. Добро, вмрежувањето е еден од клучните сегменти за напредок во кариерата. Она што исто така сакавме да го спомнеме и малку го начина само тоа се студиските програми. Што е со студиските програми? Не се одвесуваат за напредокот во општеството, новите технологии одат напред, имаме преголема достапност до информации, се разбира преку интернет, но не се одвестува тоа со тематиката, со тоа што се учи? Се одвестува, но треба напредок, затоа што има професори од постарите генерации кои што едноставно им е слегната веќе работата и сега оној напредок дека треба да се оди напред, не го исполнуваат. Добро, не го следат, не следат динамиката на општеството и напредокот на општеството. Генерално, тука лежи тој дел и сметам дека факултетите треба да инициираат подобри обуки за професорите. Значи, не е моментот само да станеш професор и од тука професор сум и толку. Значи, константна надградба, затоа што и ние како студенти основно образование, средно студент, вработување. Значи, многу е важно, пример, во приватните компании нон-стоп има обуки. И тоа треба да се случува и на факултетите, за да професорите, следејќи ги новите технологии, нови начини на предавање, да не биде оно само чисто предавање професорот да збори, ние да слушаме. Мора да има интеракција, а се случува да нема. И професорот да не е заинтересиран, и студентите да се разочарани, и мора тоа да се промени. Мора. Таа динамика да биде поголема. Имате соработка со професорите, ги споминавте повозрастните професори кои што си уште ни се тука како интелектуална фила, се разбира за консултација, за пренесување на искуство, но сепак мора да се следи напредокот во општеството. Значи, нивното знаење е многу квалитетно, но во спој со модерното треба да се подобри од типот. Спомнавте во еден сегмент, спомнавте дека имаме премногу факултети. Што сакавте да кажете со тоа? Дека имаме премногу можности за има премногу можности или што сакавте да кажете со тоа? Има голем број на универзитети кај нас. И сега замислете на 1.800.000 жители кои дали се и толку, бидејќи многу студенти одат надвор да студираат. Зошто би оделе надвор ако тука има толку универзитети и супер се можностите? Тоа покажува дека големиот број на универзитети не го дава потребниот квалитет. Мислам дека на таа бројка на население и во Словенија има 2 државни универзитети, кај нас има 7. Што е малку разочарувачки, затоа што зошто да има трошоци за ист факултет во 7 града, кога може, пример, економски факултет, да речем, да е стациониран во Прилеп, другиот факултет да е стациониран во Битола и студентите да движат низ државата, да не се преполнува градот Скопје, например. Тука се, не знам, над 20.000 студенти само тука студираат. Може би и тука миграцијата ќе се поднамали, иако е многу голема, од помалите средини во главниот град. Треба да се направи стратегија да се увиди дали постоењето на толков број на универзитети носи квалитет или само многу поголем трошок и можеби некое присоединување. Сега тоа е голем процес и тежок, но ова велите, јас сум по природа оптимист, но некако многу оптимистички во повеќе аспекти влегувате во вашата работа. Александар, благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе ви држи оваа енергија и дека навистина ќе направите чекори и промени онаму каде што најпотребно за студентите. Се надевам јас и порачувам да не следите оваа година како ќе работиме, па здравје, нашите позитивни примери да бидат проследени понатаму. Благодарам.